Според досегашните закони, единствено децата жртви на трговија со луѓе или други форми на насилство имаат можност да побараат надомесна штета од државен фонд во случај кога не може да се наплатат од сторителот, но за жал во пракса ниту едно дете жртва на трговија со дете не успеало да наплати надомесна штета од државен фонд. И покрај воспоставените механизми и законски рамки, компензацијата и понатамо представува едно од поголемите предизвици за жртвите на трговија со луѓе. Токму затоа веќе 10 години во соработка со европски партнерски организации, вклучувајќи Ластрада Интернационална, работиме на подигнување на свеста за пристапот кон компензација, но исто така работиме и на обука на стручните кадри, односно на нивното знаење и вештини потребни за барање и стекнување на компензација за жртвите на кривични дела, вклучувајќи за трговија со луѓе. Проектот Конечно правда е присутен во 10 земји во Европа и има за цел да ги идентификува постоечките пречки, но и да ги утврди потребите и практиките со цел да се надминат овие пречки. И на крајот за една општествена заедница, за една држава, за сите актери кои што се бориме против ова зло на денешнината трговијата со луѓе е многу значајно, затоа што на овој начин покажуваме дека нашата држава е спремна да застане во редот на сите европски земји кои што имаат исклучително високи стандарди во заштитата на човековите права и во борбата против